Празникот на лозарите Свети Трифун во општина Демиркапија се прославува повеќе денови. И годинава ќе биде така, под името Недела на традицијата Свети Трифун 2019 година, планирани се повеќе содржини. Еве ја програмата која веќе ја донесе Советот, односно градоначалникот на општина Демиркапија Лазар Петров. На 11 февруари ова година е закажан официјалниот почеток на манифестацијата со означување, односно подигнување на фестивалското знаме во центарот на Демиркапија во 12 часот напладне, при што настанот е проследен со пригодна програма во чест на Свети Трифун, подготвена во соработка со Основното училиште Димчо Ангелов Габерот. Наредниот ден, вторник, на 12 февруари, предвидени се надпреварите за најдобра домашна ракија и вино, кои започнуваат во 10 часот, а се спроведуваат во просториите на општина Демиркапија. Оценувањето на квалитетот го врши комисија составена од енолози со искуство. Надпреварот во закројување на виновата лоза се реализира на лозов насад во 14 часот, а оценувањето за извршеното закројување, техниката и брзината го извршува комисија. Во соработка со Домот на културата Мирка Гинова во музеј галеријата ќе се одржи културна вечер со джез настап на Basic Trio, студенти од Музичката академија при Универзитетот Гоце Делчев од Штип, од класата на професор Оливер Јосифовски. Културната вечер ќе продолжи со отварање на изложба со дела од Лесновската ликовна колонија. На 13 февруари ова година, во среда во 17 часот, предвидено е да се одржи едукативна трибина Лозарството и агротуризмот. На неја ќе говорат еминентни признати професори за теми поврзани со земјоделието и неговото напредување, односно развојот на туризмот во овој крај. На оваа трибина, како што рековме, ќе бидат презентирани успешни регионални примери од вклучувањето на лозарството во агротуризмот и како активностите во лозарството можат да бидат искористени во туристичката понуда. На самиот ден на Свети Трифун на 14 февруари на градскиот плоштад во Демиркапија предвидено е да се одржи културно-уметничка програма со настап на Маријан Георгиевски, кој е водител на програмата, со старт на велосипедска тура, настап на пејачка група Придружение на пензионери од Демиркапија, настап на култ Мирка Гинова, настап на Декапо бенд, како и настап на националниот ансамбл Македонија. Во 12:30 часот е церемонијалното закројување на виновата лоза од страна на градоначалникот и еден почесен гостин. Доделување на награди и признанија за најуспешните надпреварувачи во трите надпреварувачки дена. Во овој дел на програмата настапува и групата Љубојна со придружни активности на плоштадот. Да напоменеме дека тоа ќе бидат мастер-клас за подготовка на храна со вино на отворено на плоштадот со готвачите Елена Сотирова, Бобан Симоновски и Петар Станоевиќ, и од 10 до 15 часот ќе се одржи базарот на вино, ракотворби и национални производи. Градоначалникот и Советот на општина Демиркапија ве покануваат да присуствувате на прославата на Свети Трифун.